Почнуваме со најавените гости. Добре дојде за Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и ја користам оваа прилика да ви го честитам роденденот на 24. Благодарам. Можете ли од дистанца да направите една анализа кратка? Каде сте, како тргнавте, бидејќи тргнавте, како да кажам, наследивте практично една антикорупцијска комисија која што прво имавте работа на подобрување на имиџот и враќање на довербата на јавност. Па многу тешки чекори изодевме, да бидам искрена. Навистина, значи, дојдовме во институција во која што комисијата не функционираше речиси една година, значи немаше ни комисија. Знаете дека беше во оставка претходната комисија, значи едно огромно незадоволство и недоверба на граѓаните во таа институција. Тоа се гледа и по бројката на пријавите кои што беа достасани од граѓаните, значи во тоа време имаше по 70, 80, по 100 пријави годишно. Таа бројка најнаш рипна по неколку пати повеќе. Навистина не беше едноставно, не беше лесно, не е ниту сега лесно. До толку повеќе што гледаме дека она што сме за што сме се измачиле, сме вложиле труд, сме го изанализирале, сме дале препораки, не се почитува како што треба, како што ние очекувавме дека ќе се почитува и затоа велам патот е се уште многу тежок. Да, затоа велам, влеговте со полн елан. Еланот не напушта. И од една се соочувате, еланот и нека не ви напушта, и од една се соочувате со такви административни бариери, од кои веројатно косави се креа. Точно, да. Не дека не ми беше мене познато што се случува во администрација, затоа што цел живот... Но недоволку. Да, ова е малце нели друг аспект на работите, меѓутоа ја цел живот работам во органи на управа, на државна управа, од собрание, Министерство за финансии, а работејќи во Државниот завод за ревизија, па многу понепосредно сум се запознала со работењето на органите и постоењето на можните ризици од корупција, така што не до толку во таа насока да се изненадев, ама еве еден пример ќе кажам. На почеток веднаш беше актуелно прашањето за опремата која што нели беше дадена од Европската комисија како грант преку ИПА проект и овие просториите во кои што бевме сместени, нели имаше несоодветна сервер сала и јас со полн елан одам веднаш нели имаше најдено простори, веднаш да се преселиме затоа што непосредно требаше да се случат изборите председателски и ја мислам дека до тогаш ние одма ќе се преселиме, готово се и така натаму. Да. На тоа тогашната министерка за правда рече, ама чекате малце сега, ова толку брзо не оди, добро би било да се преселите за, кажа, некој период од месец, два, нешто така. Јаком, како ние мораме ова веднаш да го вклучиме, не знам, до не месец, два, до 3 години и поскоро помина додека ние се преселивме. Се преселивте конечно? Да, се преселивме. Сакам да кажам колку многу време, колку многу енергија, колку многу состаноци, разговори, не знам што се да кажам за тој простор, за тоа преселување, таа зграда изградена претходно. Значи, се некако зошто да биде просто кога може да биде сложено. Се некако така се случува и тоа мене па јас сум у принцип рационален човек и такви нерационалности навистина не ми се допаѓаат. Веројатно и затоа сме нова дирижена кој што сме генерално во општеството како општество. Имавте еден говор обраќање на меѓународниот ден на борбата против корупцијата, каде што меѓу другото сите наслови беа дека корупцијата цвета во сите сфери, дека има длабоки корени во сите сфери на општеството. Од каде сакате почнувајќи? За жал, сите анкети покажуваат дека тоа е така и дека кај нас корупцијата веќе стана начин на живење. Меѓутоа пак последната анкета што ја направи МЦМС кажува дека што им пречи на граѓаните најмногу, од што највеќе се засекирани, избе корупцијата на прво место, за разлика од претходните години кога таа беше на некое трето, четврто место, кога екзистенцијалните прашања беа поприоритетни за граѓаните. Сега веќе значи испаѓа дека корупцијата најмногу им пречи. Тоа за мене е добар знак како во смисла на будење на граѓаните, будење, односно зголемување на свеста на граѓаните, доста ни е веќе од ова зло.
Затоа што корупцијата си бара две страни, не си корумпирани се можеби тие што сакаат да злоупотребат својата позиција и моќ, меѓутоа им го овозможуваат другите кои што се баратели на услугите. Од тие причини ние постојано сакаме да укажеме дека никој на никого за ништо не му е должен, дека граѓаните се тие што се господари на институциите, а институциите вршат услуги за граѓаните и за тоа си се соодветно платени и нема потреба од никакво дополнително плаќање, односно барање мито и корупција и слично. Затоа мислам дека ваквите укажувања ќе донесат до нов, знаете, има диалектички правила. Првото основно диалектичко правило е премина од квантитет во квалитет. Нашиот квантитет за корупција е толку голем, што сметам дека со будење на свеста на граѓаните и растење на интегритетот воопшто, ќе дојдеме до нов квалитет на живот, односно сами ќе си уредиме. Мислам, тоа е нешто што е состојба на ум и што ние мораме да го промениме. Ова кога го споменувате дека корупцијата е во сите има свој длабоки корени на секаде. Значи, овде едно е политичките елити кои што користат власта, моќта. Имате ли впечаток дека и луѓето некако почнуваат да размислуваат и да имаат таква коруптивна мантра, за да заврши одредена било каква работа? И како тој тоа свесно го прифаќа како нешто нормално. Да, и кажав и на меѓународниот ден во својот говор, меѓутоа и повеќе пати сум укажала на тоа дека кога ја подготвувавме националната стратегија и кога вршевме проценка на ризиците од корупција, политичкото влијание изби на прво место. Значи, најголем ризик од корупција е политичкото влијание. Тоа го покажаат и меѓународните извештаи, тоа го покажа извештајот на Транспаренси и така натаму. Тоа што значи? Политичкото влијание значи злоупотреба на позицијата, значи злоупотреба на дискреционите овластувања што со закон се дадени, меѓутоа со влијание се злоупотребени. Тоа значи злоупотреба на шемите за вработување на непотизам, кронизам, тоа значи партиски пазарење за висока раководна структура. Значи за сите оние точки ранливи на кои што ДКСК укажува во последниве години, а тоа е да се вработувањата да се вршат по мерит систем, да се врши избор на високо раководна структура по пат на конкурс, фер конкуренција, односно на компетитивни луѓе. Тоа се затајува за сметка на партиските преговори кои што си ги делат со пазарење овие позиции. Ве вади од кожа тоа? Па не ми се допаѓа, не можам да речам дека ми се допаѓа. Значи се бориме секогаш тотално спротивно од она што вие го работите. Да, затоа велам дека имаше политичка волја да се донесе новиот закон за борба против корупција во кој што навистина се зголемени надлежностите на комисијата и ете воспоставен е еден нов начин на избор на комисија кој што обезбедува избор на професионалци. Мислам дека тоа е очигледно дека дава резултати и затоа сметам дека оваа земја може да се извади од секаква криза доколку се остави доволно простор професионалците да се вршат својата работа. И политичките елити кои што ја освоиле власта, тоа треба да го овозможат преку своите политики. Значи да овозможат фер избор и конкуренција. Не значи дека ако една партија дошла на власт, треба партиски војници да бидат на функција на одредени позиции. Таа политика која што ќе победи, што ќе дојде на власт, треба да овозможи спроведување на политики, на избор на овие професионални лица. Ивановска, колку пријатели награбусивте? Како? Колку пријатели награбусивте на себе? Пријатели на грбусив? Непријатели. Па видите, колку повеќе, тоа значи дека сме повеќе на правиот пат. Тоа е така. Меѓутоа, јас немам против никому ништо лично, апсолутно. Значи, секој човек си е добар на свој начин. Тоа е тешко да се прифати, знаете. Да, па видите се, како е Господ ни дал очи да гледаме само напред, а не да се гледаме себе си. Тоа се некои природни правила. Меѓутоа, она што ние сакаме да кажеме е принципиелноста. Принципиелност во почитување на законски прописи, процедури и така натаму, значи она што ни овозможува. Јас неодамна бев во посета на клиниката за трансфузиологија во Македонија, значи направено е нешто како да не сме во Македонија, еве што би рекле ние наше, а светско.
Значи, толку се одушевив од тоа што беше тамо направено прецизно, начинот на чување на крвни плазми, не знам се. Значи, вика, не сме ниту еден степен да се промени пропишаната температура. Да. Тоа е еден систем што функционира безпрекословно. Така треба да функционира и општествениот систем. Значи, се си има свое зашто и како и кога и во кое време. Значи, здравството и природниот организам треба да ни биде показател како треба да функционира и општествениот организам. Затоа што ние многу често знаеме, народот си кажува, да, ама ај сега да поминеме вака, па ќе видим. Значи, не може. Треба да се почитува. Основен проблем кај нас е непочитување. Непочитување помеѓу луѓе, на прописи, на закони, и тоа навистина не ми се допаѓа. Добро, тоа стана национален спорт веќе, хејтањето кај нас во Па значи Македонија, не може напредок со непочитување. Не може. Тоа е Не може напредок. Значи прво мораме да секој има нешто добро, ајде да тргнеме од доброто и да го почитуваме доброто. Ако нешто успеа политичките елити, тоа е од луѓето да го извадат најлошото. И веројатно затоа и вака функционираме и затоа вие велите не треба секој да го сваќа лично, меѓутоа Па не, немаме апсолутно лично против никога. Кога е прашање корупцијата и злоупотреба на моќ на влијание, тогаш тоа е и ваша работа. Но вашата работа е вие детектирате, вие сте детектирате превентивно и натаму доставувате до надлежните. Надлежните спијат или? Па сега има реакции, да не можам да речам дека нема воопшто, има, меѓутоа не е тоа она што би требало да го повлече за мајцот, да врти моторот побрзо. Мислам дека треба да се работи поефикасно. Кон кого доставувате ви? Кон обвинителство, кон полиција, видете кон сега, МВР? значи нашите иницијативи, прво имаме голем број на препораки кои што вистина дека нашите препораки не се задолжителни, нема санкции ако не се спроведат, меѓутоа се добронамерни и се во насока на подобрување на системот. Да, дефинитивно. Меѓутоа имаме ние и поднесено иницијативи за одговорност и до владата, и до институции, и до министерства и така натаму, кои што се делумно испочитувани, некаде околу 30%, а исто така имавме и поднесено до јавното обвинителство, да речеме да не мислиме да имаме субјективна представа само за оваа комисија. Од постоењето на ДКСК од 2002 година до сега, значи тоа се безмалку 20 години, оваа институција до јавното обвинителство има поднесено 165 пријави, од кои што само 3 виделе судска виделина и се разрешени. Тоа се За 20 години? За 20 години. Значи, ете колку јавното обвинителство, ја не мислам дека они тенденциозно само за нашите пријави не постапуваат или не ги отфрлаат или не знам што. Тоа е начинот на работа на јавното обвинителство. Од друга страна, Државниот завод за ревизија произведува многу ревизорски извештаи. Не знам, сигурно околу 20 на годишно. Од прилика се, не ме држите точно за збор. Меѓутоа, во секој ревизорски извештај има сериозни наоди. Тие ревизорски извештаи се доставуваат не само до ДКСК, се доставуваат и до јавното обвинителство. Бидејќи што и да правиме ние како превентивни органи, еве и ДЗР прави експост ревизија, не знам, еве ние превентивно укажуваме, даваме препораки. Сепак крајните чекори се од јавното обвинителство кое што треба да ги процесуира до судот. Затоа мислам дека оваа институција треба навистина многу сериозно да се зајакне со се што и треба. Не знам какви ресурси треба, дали човечки имаше и такви наоди за јавното обвинителство, дека им недостасуваат и човечки, материјални, техника, не знам, што се. Значи, тоа треба, по мене, број 1 да биде предмет на зајакнување. Треба ли, може би, мантрата да се менува? Апсолутно, за тоа, за менување на мантрата, ние многу работиме на тој дел, во насока на зајакнување на интегритетот. Всушност и овој ден, меѓународен ден за борба против корупција, беше насочен во две насоки, односно имаше две поенти. Едната беше зајакнување на интегритетот, а вториот дел беше за укажувачите. Значи, да не повторувам, гледачите не следеа, можеби и тогаш, ова се одвиваше во рамките на еден голем ИПА проект за отвореност и отчетност и транспарентност. И затоа, уште еднаш ќе повторам, без интегритет корупцијата цвета. Тоа сакав да прашам, кампањата за интегритет што беше практично превземено во ваши рамки, тоа нели со помош, поддршка на Европската унија. Кои се заклучоците кои што излегуваат? Интегритет е збор кој што е баш на вистинското
на вистинско место и, например, кои се заклучоците, до што доаѓаме? Кога збориме за интегритет? Значи, интегритетот, отсуството на интегритет е отворена врата за корупцијата, пак ќе кажам. Значи, без интегритет не можеме да се бориме со корупцијата. Интегритетот го посматраме од два аспекта. Личен интегритет кај индивидуата и институционалниот интегритет, што постои во институциите. Оној личниот интегритет што секоја индивидуа го има или го нема, е резултат на однесувањето, воспитувањето, карактерот на таа индивидуа. Она што значи институционален интегритет, значи колку институциите се подготвени преку одредени алатки да се справат со коруптивни ризици. Што значи тоа? Дали во институциите пред се има изготвено етички кодекси на однесување? Дали е воспоставен соодветен систем за внатрешна контрола? Дали е воспоставен систем за внатрешно укажување? Доколку се јават одредени. Дали постои соодветна проценка на ризици од корупција? Дали постојат соодветни обуки? Дали конечно се става под контрола судирот на интереси, односно соодветно се управува со судирот на интереси кај вработените. Овие се основните алатки. И доаѓате до заклучок? Сега, оваа програма за интегритет, овие политики, ние ги изградивме во рамките на овој проект и тие се подпишуваат, односно се усвојуваат од одредени институции. Ќе вршиме пилотирање во 5 институции, во нашата, како за пример, во Државниот завод за ревизија, кој што сме многу блиски и сродни независни институции основани од Собранието, понатамо во Министерството за информатичко општество, во Комисијата за слободен пристап на информации, во Инспекцијскиот совет, да видиме како ќе функционираат овие политики. Па може и во МВР се интересни правосудство. И МВР и правосудство и тие се интересни. Планот е понатаму тие да се прошират, значи имаме насоки како да делуваме понатаму. Најнапред сега се подготвуваат прашалници да видиме први институциите до каде се, со каква е состојбата, а се подготвува исто така и прирачници се подготвуваат за лицата за интегритет, кои што секоја институција имаше обврска да ги назначи согласно препораките од ГРЕКО. Кога говорам лица со интегритет, значи не е проблем се ова ние што го говориме. Ние сме мајстори да напишеме све тоа убаво да изгледа како не треба да иде. Судир на интереси, но имплементацијата кај нас е проблем. И тоа брутално се прави, дури вело нема проблем, еве све за има кој како да се однесува за формалност, но имплементацијата и тоа се прифаќа така нормално како да помине редот. Да, видете, има со одредени слабости во законската регулатива, ние имаме горе-доле усогласени закони со европските регулативи, стандарди и така натаму, меѓутоа, она што го кажувате вие, имплементацијата е проблем. Па има колку случаи ви отворите? Пазите, вие за 20 години да имате 3 случаи од 165, 3 случаи ефектуирани, тоа е срамота. Па сега тоа се фактичка. Ние зборуваме за интегритет. 20 години зборуваме за интегритет, па некој живеел во оваа држава и пред 90-тите години од кога станавме држава. Ние точно знаеме што е интегритет. Каде го посочувате најголемиот момент кога е во прашање корупцијата? Тие јавни набавки. Таму кога говориме на пример со Центарот за граѓански комуникации. Тие ја чинат државата милиарди евра. И тоа е прашање исто за интегритет. И тоа е прашање за интегритет. Значи, еве највисоките ризици од корупција, кој е тоа прашањето, каде, нели, зошто? Пошто видов градежништво, правосудство, избори, еве после ќе ве прашам за избори, за последниви избори, да видам што како. Значи, највисоките ризици од корупција, едниот го споменав, се политичкото влијание, понатамо отсуството на интегритет, понатамо недоволната транспарентност, иако направени се некои чекори во подобрување на транспарентноста, меѓутоа тоа треба многу да се забрза и да се зголеми. А најмногу се неказнивост. Неказнивоста е токму работењето на правосудните органи. Овие се клучни ризици од корупција кои што мора да се надминат ако сакаме да се надминат состојбите кај нас. Она што велите вие како да го ефектуираме тоа, за таа цел ние во рамките исто на овој проект подготвуваме софтверско решение кое што ќе ги следи ефектите по институциите.
Исто така, знаете дека оваа година во април месец собранието ја усвои националната стратегија за борба против корупција, која што се базираше на овие ризици од корупција, односно се направија фактички секторски ризици од корупција, опфатени се таму 12 на сектори и сега се подготви софтвер за следење на препораките и активностите кои што се дадени во акциониот план на стратегијата. Значи на тој начин сакаме да укажеме дека институциите кои што учествуваа патем во подготовка на оваа национална стратегија, сега ќе си даваат инпути во софтверот што направиле од она што кажале дека им пречи. Бидејќи тие самите ги вадеа на одите, самите кажуваа, кај нас не функционира тоа и тоа, не функционира ова и ова, треба ова вака и вака да се надмине. Ние сите тие препораки од паталците, условно речено, сме ги ставиле во акциониот план, сега тие треба да даваат инпути и со помош на ова софтверско решение да следиме какви ефекти имаме. Исто така, посебно ќе следиме за 6 сектори, тоа се образование, здравство, земјоделство, спорт, јавни предпријатија и кое ни беше уште едно и животна средина, што е сега многу актуелно. И да видиме што било сега, значи ќе се направи еден пресек на фактичката состојба што е сега и што ќе биде за 3 години. И каде се ефектите? Дали има некакви ефекти од спроведување на препораките на националната стратегија? Затоа што многу често сме сведоци, направивме анализа за вработувањето. Дадени се препораки и викаме да, делумно е спроведена препораката, има иницијатива за промена на законот. Ама тој закон има иницијатива, ама нити е променет, нити е донесен. Ефектот не се чувствуваме, знаете. Затоа сега малце подлабински ќе ги следиме овие сектори па да видиме. Јавноста беше многу критична на претходните состави на антикорупционери а денеска пак опозицијата ВМРО-ДПМН го користи моментот дека по индексот на корупција Македонија е на 111-то место и дека во времето за кое што критикуваа сите и јавноста гледаше, дека во тоа време за кое што тогашната опозиција, сега власт, критикувала дека сме коруптивна држава, биле на многу по-ниско место рангирани. Ние сме сега високо на скалата. И сега вие работите еден тон материјали, да ги разработите, ќе ги пратите до надлежните и чувствувате ли селективност? Не од вас. Например, вие го правите предметот и го праќате до влада, до, не знам, надлежни нови. Имало и такви ситуации, да. Чувствувате као вие давате препорака и тој вели овој ќе го почекаме малку. Да. Имало и такви случаи. Ние секогаш и реагираме, имаме пресови за сега да не ги набројувам случаите. Меѓутоа кога ќе почувствуваме некаква неправда или некакво тенденциозно однесување или било што сметаме дека треба да ја запознаеме јавноста со нашето работење, со нашите залагања, го правиме тоа. Знаете дека и седниците ни се јавни, дека одлуките се носат јавно. Значи, навистина се трудиме да бидеме максимално што можеме повеќе транспарентни. Ги воведуваме сите можни алатки, IT алатки за зголемување на транспарентноста на институцијата. Секој ден ја обогатуваме веб страната со нешто, значи направивме и нова веб страна и чекор по чекор се, од еднашка се не бива, меѓутоа на долг рок мислам дека поставуваме добри темели за да функционира оваа институција која што треба. Но се уште се високи ризиците од корупција. Вие влеговте во костец со своевремено со дел од луѓе од власта, Ѓушев, не знам, Рашковски дали беше. Да. Па кај што утврдивме дека постои судирни интереси. Значи, наше е да си кажеме дека постои судирни интереси, меѓутоа кога го спомнавте веќе вице-премиерот, она што го добивме како одговор од страна на владата дека да, тој веќе нема да биде дел од не знам, од следната влада, но тоа не е судирни интереси. Значи, тоа по учебник за деца е судирни интереси, како да ви кажам. Значи, тој учествувал, давал предлози, учествувал во расправата и се што она укажува на судирни интереси. Меѓутоа одговорот од владата беше не, тоа не е судирни интерес. Исто како што одговорија и за посебниот советник за спорт, кој што учествувал на седницата на владата кога се донесувала одлуката каде и со кои објекти ќе стопанисува јавното предпријатие за спорт, за 2 недели после тоа да иде кај истото предпријатие да биде единствен кој што се пријавил за за да ги земе под закупи како ги зема тие за калето. За калето, да.
Значи, тоа е класичен судир на интереси, меѓутоа, еве, тој ги раскина договорите, но тоа не е судир на интереси. Се, ако ние сме институција што го утврдува тоа, и тоа е во наша надлежност, нема потреба, мислам, А вас кој ви дава одговор за ова? Влада ви дава одговор? Да, или владата, Аха. затоа што ние упатуваме Так. нели иницијатива до владата дека тоа е така и така. Добро. Кај правосудството со какви проблеми се соочуваат? Или со МВР каква ви е комуникацијата? Видете, ние имаме одлична комуникација со МВР во насока на обезбедување на соодветни нели доказни материјали во делот на проверка на имотната состојба, затоа што нели они треба да ни достават податоци за возила за едно друго, така што имаме коректна. Меѓутоа, со нив треба сега понатамо да имаме уште поголема соработка, не само со МВР, него со сите оние 17 институции кои што се наведени во нашиот закон, со кои што ќе треба електронски да се поврземе преку тој софтвер, големиот софтвер што го викаме, кој што сега исто така во рамките на ИПА проекта се подготвува со помош на Европската делегација. Што е оно што во моментот работите? Некое актуелно име? Па има повеќе работи. Еве сега имавме актуелно нели кривични пријави за министерот за култура, не знам, имаше одлична анализа за употребата на средствата, односно злоупотребата на средствата од ваучери во спортот. Имаше, ќе има и сега, во петок имаме седница, утре, така што е поред, ќе си дојде на свое место. Министерот за култура актуелниот? Не, за за предходниот, за кој што склучувал договори за доделување средства по проекти од Министерството за култура кои што не биле планирани со буџетот. Значи нешто што го нема, се договара за тоа. Да не ве сватат пак дека е политичка тенденција. Како? Значи А тој не предмет дека си беше отворен многу претходно да се случи, немаше абер од вакви преговори помеѓу алтернатива и власт. Меѓутоа ние скроз на страна го ставаме политичкото работење. Значи ние сме аполитични, сме професионалци. Видете, кога идете на доктор, ви интересира ли докторот дали од некоја партија или вас ве интересира квалитетот на докторот. Па тоа е. Значи ние се трудиме во рамките на нашите можности да дадеме најквалитетни одговори, препораки, укажувања, одлуки, анализи. Направивме веќе 4 големи убави анализи со многу препораки. Така што се трудиме на свој начин да си изработиме работата кој што треба. Добро, ќе имате многу работа, очигледно. И кога велите дека има корупцијата свој длабоки корени во сите сфери на општеството, значи урбанизам, градежништво, правосудство и изборни процеси, управување со отпад, доделување на лиценци и дозволи во транспортот. Ева може интересно апропо последната трагична сообраќајна несреќа и ние гледаме каква брутализација се случува со инспекторатот, кои што чекаат денови за не знам кога да влезат во Бесатранс и така натаму, па да стигнат, па да отворат. Некако се тоа многу фино изгледа. Не знам дали следевте, имавме ние јавна дебата по ова прашање. Сега пред една недела колку беше. И беа повикани представници од инспекторатот, министерот за транспорт, значи надлежни институции со еден збор, директорката на Царинската управа и така натаму, учествува повеќе луѓе во дебатата, експерти во областа. Што произлезе од таа дебата? Клучните согледувања беа дека има дизајнирано контролен систем, меѓутоа тој контролен систем не функционирал како што треба. Зошто не функционирал? Точно поради отсуство на интегритет на луѓето кои што требале да го спроведат. Не знам мал број на инспектори, не знам инспекторите оделе сами, па тоа било ризик дека може во 4 очи да се договараат, давање дозволи иако не се испочитувани сите прописи и процедури и така натаму. Ова значи со мито се добивани дозволите? Токму тоа, затоа јас неодамна кажав една реченица за 50 евра мито отидоа 50 луѓе. Не разбирате, значи и тоа колку пати поминал тој автобус преку граница, колку пати значи цариници замижале кога поминувал тој автобус. Значи се е тоа човечки фактор. Затоа постојано сакам да укажам дека интегритетот значи зајакнување, односно будење на свеста на луѓето. Ние затоа во граѓаните гледаме сојузник во оваа борба против корупцијата. Затоа и ги охрабруваме граѓаните, затоа што храбрите и честни граѓани секогаш имаат отворена врата, не само во ДКСК, да укажат, туку и во уште други 4 институции кои што се опфатени со законот за укажувачи, да дојдат и да укажат на одредени неправилности и да бидат при тоа заштитени согласно законот за укажувачи. Ние направивме и софтвер
за укажувачите и тој софтвер ќе биде поврзан во овие 5 институции. Отидов и на друга тема, меѓутоа поентата за добро, да, и мислам и тоа е битно да се каже. Поентата од целиот тој настан е човечки фактор. Да, и сега кога вие барате поддршка од граѓаните, и нормално е ние да бараме поддршка од вас, бидејќи како оди таа процедура? Ако јас треба да завршам некоја работа, некој ќе ми каже, ако сакаш да ти се заврши работата, ќе искешираш толку и толку таму. И ќе дојде ќе пријави. И? Ќе дојде ќе И пријави. ќе отиде во правосудство или во влада и ќе рече се одбива. Не се одбива. Значи има начини за Не, тоа не, велам. не ве обесхрабрувам, Не, туку напротив, заедно Значи, околу вака да тој ви кажам. интегритет, бидејќи стварно е страшна бројката вие за 20 години да имате 3 случаи. Јас да доаѓам и да кажам и бара тој мито. Значи, И ако е тој некој близок до тој моќникот, што можеме ние да направиме освен да не, говориме? тоа е ризик на ризик, ако е Не, близок до да, мокникот. меѓутоа околу охрабрување на луѓето. Видете да ви кажам, значи во секоја институција има луѓе со интегритет. Тоа ви тврдам. Апсолутно, не се сите, значи, да. ние ги бараме островите на интегритет во секоја институција и сакаме тоа да се шири. Така, значи ни треба кели во институциите. Така е. Значи ние сакаме системот на вредности да биде модерен, а не да биде модерно крадењето. Знаете, луѓето сега вака се прави, сега вака се прави. Не. Напротив, да се почитува она што е вредно, она што е квалитетно, а не тоа што дошло или ја завршило својата услуга по шорткат. А колку антикорупцијска може да послужи за политичко подкусурување на не вие лично, туку ваша одлука колку може да користи на политичко подкусурување меѓу партиите или за оцрнување на одредена Значи личност? ние во политиканство, ама апсолутно не Да, сакаме вие не, но да се некој може да мешаме. ги земе вашите одлуки и да каже види на 111 место. Нашите одлуки се транспарентни и објавени на нашата веб страна. Значи Не, се има бесспорно објавено. тоа, но јас си ги зимам и сега го користам од дневна политика. Ве нервира ли тоа? Ама сега ја што можам против тоа? Значи ние сме ги објавиле на веб страна за секој граѓанин да може да отвори и која сака одлука да ја прочита. Значи понатаму тоа е совеста, тоа е интегритетот на тој што ќе ја злоупотреби, условно речено. Или употреби. Нели вие имате дека како вели некој го користеа Мицкоски, апропо случајот додека вие не излеговте, друг го користи Шангјушев, трет го користи Заев. Сето тоа тие одлуки. Значи тоа е работа на политичарите. Они така ќе си продолжат, меѓутоа за секое нивно однесување па се мери политичката култура. Така ли? Значи секој за себе нека одговара, секој има одговорност за своите постапки, за своите зборови, за тежината на зборот што ќе ја каже, за обвинувањата или необвинувања. Значи секој човек си го носи својот товар на своето постапување. ДКСК максимално си гледа професионално да си постапи, онака како што е согласно законите и да укаже доколку постојат одредени системски пропусти во законите, каде треба тоа да се поправи за да се избегнат ризиците од корупција, да речеме да ова е по закон, мора така да е. Значи тоа е она што ние посебна надлежност и што сакаме и да го развиваме во иднина многу повеќе. Значи антикорупцијска проверка на легислативата, укинување на можноста по закон да се постапува онака како што не треба. Тешка борба веќе. Многу тешка. Многу тешка, ама не е само наша. Тоа сакам да сватат сите дека борбата ние сме така, ние сме една алка во системот. Значи до нас доаѓа што доаѓа, ние имаме превентивна улога, но ете и репресивна со тоа што даваме одредени иницијативи за одговорност или пријави за кривично гонење во јавното обвинителство. Меѓутоа пред се нашата улога е превентивна, да делуваме превентивно кај граѓаните, кај институциите, да се буди свеста, да се јакне интегритетот, затоа што пак ќе кажам како на почеток, интегритетот е оно што ја затвара вратата на корупцијата. А со јавно обвинителство каква ви е соработка? Па сега не викам дека имаме лоша соработка, напротив, меѓутоа мислам дека има простор да се подобри, да биде почеста соработката. Конкретно еве пак кажам за предметот Холидин, мислам ние навистина многу труд вложивме да го изработиме тој предмет, а таму се почнува од почеток. Значи, они верувам дека си имаат своји правила и процедури на обработка на предметите, меѓутоа можеше да се искористи повеќе она што беше изработено од наша страна. Друг позитивен пример е пак Рашковски, кога за тој случај они ги земаа во предвид нашите истражувања до кај што бевме стигнати и продолжија понатам. Мислам дека за подобрување на ефикасноста на крајот на денот сите институции работат за една фирма,
тоа е Република Северна Македонија. И затоа треба да бидеме поефикасни и порационални во нашите постапувања и да имаме поголема соработка едни меѓу други. Со еден збор, корупцијата на вистина цвета во сите сфери? Сведоци сме сега, што да кажем. За 3 години ДКСК донела одлуки по вкупно 1192 предмети, од нив 676 од областа на корупција, 281 областа на судени интереси, 79 одлуки се однесуваат на непочитување на законски одредби за време на изборниот процес, а 156 се однесуваат на проверка на имотот на функционери. Сведоци сме на смена на директори поради политички реваншизам, сведоци сме на вработување според познати шеми на непотизам, кронизам, ова што го говоривте. Констатиравте ли за време на локалните избори мито, корупција? Значи, констатиравме работи кои што можам да кажам дека имаше спротивни на законот, да, сите тие прво да дадам еден вовед дека ќе бидат дел од посебниот извештај, што нели во рок од 3 месеци треба да го доставиме до собранието и таму ги стакнуваме сите неправилности. Меѓутоа, она што беше, што би рекле ние, суптилно влијание кај гласачите беше доминантно. Што значи тоа? Значи се спроведуваат такви мерки и политики од страна на власта кои што не значеа кршење на членот 8а, а влијат врз гласачкото тело. Дали било тоа објавен конкурс за вработување, па стопирање. Знаете, и сега кога веќе се објавува конкурс, тоа е јам по најава. Тоа се знае дека одма после избори тоа ќе заживее и тоа веќе се собираат, односно како најам ќе се држат гласачите, односно нивните очекувања дека ќе бидат вработени. И сега токму тој екзистенционален проблем кај народот го користат за да нели ги придобијат за како гласачко тело и така натаму. Понатаму одредени инвестициони активности за кои што имаше јавна набавка, не знам, испланирано во планот за јавни набавки, обезбедено средства, се онака како што пишува во законот, меѓутоа сето тоа беше истемпирано да се случи токму тогаш во предизборниот период. Знаете. Понатаму имаше, сведоци бевме на злоупотреби на службени возила од страна на функционери кои што за време на работа користеа службени возила, одеа за политички цели и така натаму, што од друга страна значи непочитување, целосно непочитување на етичкиот кодекс кој што владата го донесе па и го напреди по препораките на Греко и тоа нели се пофали со тоа дека еве ние ќе работиме по овој етички кодекс. Меѓутоа на дело не беше целосно испочитуван овој етички кодекс, особено членот кој што се однесува на делот на изборите и на изборните активности на функционерите. Така што имаше доста пикантери кои што ние ќе ги забележиме во нашиот извештај. Тој кога ќе излезе? Па 3 месеци од завршување на изборите, како ќе му дае наредната година. Негде кај јануар и февруари, се уште е во обработка? Да. Таму е нотирано само власта или сите политички чинители што учествуваа? Значи сите неправилности што се забележани, знаете дека имавме поддршка, меѓународна поддршка од ДИФЕС, имавме обезбедено и наблюдувачи и од таму имаме наоди, обезбедивме и аналитичари кои што се уште сега собираат резултати едно друго. Значи се вршат анализи на сметките на партиите, трансакцијските сметки во банките, изборните сметки, од аспект на донатори, па се поврзуваат тие донатори. И можеме да знаеме, например, знаете сега колкави се сметките на ВМРО на СДС? Значи да знам не кажувам, ама не знам се стварно. На памет нешто. А нешто вака што знаете, еве не мора да споменувате со име, меѓутоа некој флагрантен пример на кршење на изборен процес. Не знам. Канта сирење, карикирам. Носење дрва. Значи подкуп, не знам како да го кажам. За тие што ни пристигнаа предмети, пријави од граѓани, ние изреагиравме на нашите јавни седници. Многу е битно кога се даваат такви пријави, еве со, не знам, канта сирење. Па не, јас сега така го кажам. Да, многу е битно да бидат со издржани информации, издржани податоци, односно докази. Како ќе го докажеме тоа? Многу се говореше за црни вреки пари. Навистина имате такви, мислам, работите на тоа за црни вреки пари? Значи, ние ги следиме, го следиме она што е пријавено, што поминало преку трансакцијските сметки, но исто така имаме соработка и со Управата за финансиско разузнавање, кое што нели има многу поширок опфат на работа на следење на движењето на финансиските текови кај партиите, така што ќе видиме на крајот. Ја верувам дека нешто ќе излезе.
За изјавата за црните вреќи, ако мислите на премиерот, јас пак ќе кажам, до позади премиерот стоеше министерот за финансии, за внатрешни работи. Така што мислам дека треба и таму има исто оделение за организиран криминал и корупција во министерството, можеби и они имаат. Видите, сега премиер на држава да излезе и да каже црни вреќи пари. Значи тоа е поразително заради тоа што клима со главата и сега вие малку ви е чудно прво ајде да сте опозиција па да реагирате, меѓутоа од позиција на премиер, председател на управлячка партија. За нас е многу битно институциите да функционираат како институции, значи систем на контроли да постои во институциите и тоа да функционира. Затоа го споменувам тоа оделение за организиран криминал и корупција што е во Министерството за внатрешни работи. Значи тоа треба да си ја заврши својата работа и да открие, предпоставувам имаат они процедури и начини како тоа да го направат. Значи тоа што е основна заложба на ДКСК е зајакнување на системите во институциите, системите за интерни контроли, системите на вредности, системот за интегритет во целина, со сите овие работи што ги направи. Имате работа дефинитивно многу. Што е со партиските вработувања ги споменавте. И сега таа борба вие ги барате луѓето на ваша страна, а од друга страна елитите исто ги бараат. Да, меѓутоа треба луѓето да се позицијата и моќта дојди. Значи, видете, ние како прв врел костен со кој што се зафативме во текот на нашето функционирање беше непотизмот. И со име и со презиме ги истакнавме кои беа тие функционери кои што па дури тие беа најкоректни, веднаш доставија едно друго јас ако па имаше и што се повлекува. Што се повлекува, да. Значи па имаше ефектот, меѓутоа после подлабоко некако ефектот веќе кога вие задирате во веројатно во поголемиот колач и тука веќе создавате нервоза. Па знаете како е? Да, веројатно дека создаваме. Знаете како е? Ние имаме еден член во нашиот закон кој што ни дава за право од раководното лице, кое што постапило онака како што постапило и не ги избрало најдобрите од ранг листата, да побараме, да ја приспита одлуката, значи својата одлука да ја приспита за направениот избор и да види уште еднаш каква е бодовната листа и да направи повторен избор. За таквото наше барање, пример за стоматологија, бевме дадени на управен суд. Разбирате? Тоа значи дека мрежата е многу јака. Значи, ние само барањето, тоа барање не е управен акт, па да идеме ние на управен суд. Ме разбирате? И нормално управниот суд до судува. Сега, таа директорка ја променија, меѓутоа луѓето остана. А најдобриот од тој конкурс со 100 поени се пресели од државата. Но затоа 41-иот со 41 поен тамо кој беше, тој се вработи, тој стоматолог. Сакам да кажам дека носителите на раководни позиции треба да се трудат да обезбедат најквалитетни кадри за своите институции. Ама не можеш да ги контролират. Ама нема што. Ма тие треба да бидат среќни ако го имаат најквалитетното. Не, јас се согласувам апсолутно со вас, но нивната поента и перцепција на размислување дека тие никој не сакаат околу нив паметни луѓе, затоа што не може да го контролира. Се додека даваат отчет наместо кај раководните лица во лидерите партиски, тоа е проблем. Така е. И на крајот ден од корупцијата не е и некоја, како се вели тоа, монопол или нешто што ние сме го измислили, корупција цвета на секаде. Да, цвета на секаде, ма може да се стави под рамки. Гледам сега Јоханес Хан, например, нешто го терат од поранешниот еврокомесар, дека бил вклучен во некакви матки. Ама ете, системот профункционирал, го открил и го изфрла на површина. Го изфрла на површина. Тоа треба да се случува. Да, но тоа е веројатно една поголема игранка каде што ако некому нешто запречиш и веднаш тука се случува. Значи, зошто? Затоа што приватниот интерес, затоа што паричката е вечна. Интересот е вечен и интересот ги спојува сите. Значи, затоа треба да имаме повисока свест што е така е и што е јавен интерес. Значи, ние толку обседнати од личниот интерес како држава, заборавивме што е јавен интерес и ни се случуваат многу големи небулози. И истражувањата покажуваат дека доколку се стави корупцијата под контрола, само преку процесот на јавни набавки може да се има негде од 8 до 10% заштеди во буџетот. Да, милиарди се, јас и кога разговарав и со Факич и со Герман Филко, бидејќи они го работат тоа, се во милиарди евра се бројат загубите и сега тие сите милиарди евра ќе се вложат во подобар живот на граѓаните, па сега видете. Опозицијата многу говореше и за набавката на вакцини. Работите на тоа или? Да, работиме. Да. Мислам дека при крај веќе тој предмет ќе излеземе.
кога ќе биде скроз готово, да имаме, мислам, јасни докази. Нешто вака начелно има каква информација или? Па сега, знаете, не е коректно, го работи друг член, не е коректно сега ја пред да истакнувам било какви детали. Тоа веројатно ќе биде наскоро соопштено. Имате ли до вас стигнуваат ли жалби или пријави, како се види тоа, дека се барат пари за да се вработуваат луѓе по институции? Да, има такви информации, меѓутоа за жал луѓето отпосле доаѓаат. Или од кога платиле, или од кога веќе се завршила работата, или значи треба навреме да се пријави нека таква работа, затоа што тоа е цел систем како да се дојде до тој изнудувачот на пари. Значи тоа треба цела постои постапка. и тоа, така? Да, значи ДКСК тоа не го прави сама, значи тоа се апсолутно треба поголема Значи мрежа. може да се направи, па ние сме сведоци дека имаме фатено луѓе кои што взимаат мито во држава во изминативе години, значи тоа не е нешто непотребно. Само сакам да ги охрабрам луѓето првен да не потклекнуваат на такви заседи, дека треба некој да им бара пари или дека треба да платат нешто. Не треба ништо да платат, затоа што услугата што ја бараат од државни институции или службени лица е веќе платена со плата од буџетот. Че тие си го дале своето плаќање во буџетот, нема потреба од ништо. Првин да не наседнуваат на тоа, а второ доколку им се врши некаков притисок, навреме да преземат мерки. Ивановска, го чувствувате како конкуренција министерско или вице-премиерското место за борба против корупцијата? Не. На Николовски? Не, зашто како соработуваат. Па не, дека и тој се бори против корупција, вие се борите против корупција. Па сите треба се борат. Да. Мислам дека Соработувате со него? Па имаме соработка, да, имаме соработка. И што, на пример, како владата се бори против корупцијата? Па добро, ете, они направија план 21, не знам, работат во делот на дигитализација. Видите, има за сите има работа, значи секој може во својот дел да придонесе за подобрување на системот и за подобри услуги кон граѓаните. Сето тоа води кон позадоволни граѓани кои што нема да има потреба да дополнително да плаќаат за да дојдат до својата услуга. Значи, соработуваме се. Зашто би го доживеале како конкуренција? Ние сме независно тело, Не, тоа беше повеќе засновано врз основа на... иронично кажано, затоа што многу од јавноста реагираше. Нема зашто, видите, за секој има простор и работа и само желба треба. Голем дел од јавноста реагираше, јас можеби малку го кажев со доза на сарказам, како сакате, сватите го дека ние имаме државна корупција за спречување на корупција, сега имате вие владино тело кое што неспорно е тоа владата и кога има ДКСК, нека ја користи ДКСК. Значи да, мислам, видите па само конечно по вашите пријави да конечно па сега и таа позиција е предмет на наша работа. Значи сите владени функционери се наш таргет за постапување. Ме разбирате, така што од тој аспект можеби држи да некаде. Вие одговарате пред собранието, така е, да. Затоа Да, значи ние имаме точно дефинирани надлежности во законот за спречување корупција и судирни интереси и исполнуваме тие надлежности и поднесуваме извештај до оној кој што не формирала, тоа е Собранието на Република Северна Македонија. Над 1128 постапки по сопствена иницијатива. И истовремено сте примили и разгледале близу 2400 пријави од граѓани, организации и институции со сомневање за постоење корупција, злоупотреба и судирни интереси. Извршено е антикорупцијска проверка на 17 закони. На што ова конкретно се мисли? 17 закони на... Па има различни повеќе закони за... Па тоа што кажував, утврдување на ранливи точки во законската регулатива кои што може да доведат до корупција. Има недоречености во законот кои што или дупки во законот кои што се користат? Има, да. Има двосмислености, недоречености и сега еден правник тоа го тумачи на еден начин, друг на друг начин и тоа создава конфузија. Додеше ние уставот го читаме различно, кој па како сега сака тоа е, го чита, да, па да. не, ево. Така е. Добро, мораме полека да привршуваме и да ве ослободам, знам дека имате и други обраски, да очекуваме за изборите, да видиме што како ќе биде интересно тоа да ги видиме сметките на партиите, на сите партии, така? Да. Што учествувале во изборите, да. Ако сме на крај, ја би сакала да го завршам овој разговор повторно со нашата реченица што ни беше и мото, нели, на овој меѓународен ден за борба против корупцијата, дека никогаш не е доцна да се избере правиот пат. И само така можеме да излеземе од ова зло кое што ја навијасало нашава земја и кое што
убавините ни ги брка. А тоа се образованите, талентирани, квалитетни млади кадри од државата. Значи, ние најскапиот извоз го имаме. Извоз на човечки капитал. Значи, тоа мораме да го задржиме и мораме да водиме кампања и да преземеме мерки за стимулирање, за враќање на тие луѓе тука. Да и помогнат со својата професија, специјалност на државава да излечеме државата да стане едно пристојно, нормално, убаво место за живење. Оти нашите се секогаш највредни во странство. Најдобри. А зашто да не бидат тука? Нешто заборавив да прашам, сакавте да кажете? Не, само тоа сакав да кажам, дека никогаш не е доцна да се избере правиот пат и тоа го порачувам на секој. Така, се сочувате со притисоци? А не. Не? Не. Не ви сеуваат, не ве малтретираат? Не. Многу сме рад во тој поглед да чукнам у дрво да не се смени нешто, не. Добро. Ви благодарам што бевте гостинка во студио 10. И јас ви благодарам за поканата. Билјана Ивановска, претседателка на антикорупцијската комисија или Државната комисија за спречување на корупцијата, гостинка во студио 10.